Фудбалот како најважната споредна работа во светот не познава за граници. А каков е вашиот став околу делењето на правдата? Дали машки или женски судија е подобриот избор? Со нас ексклузивно денеска за Позитив МК ја поканивме Ангела Рајчевска, студент по новинарство на Правниот факултет Јустинијан I и судија во ФФМ. Фудбал и жени. Нетипична комбинација, можеби помалку необична, нели, во оваа околина во која што се наоѓаме. Ангела, од каде произлезе љубовта кон фудбалот? Фудбалот го сакам уште од малечки нозе, значи уште од како знам за себе, јас играм фудбал и потекнувам од такво семејство и со самото тоа постепено се вродуваше оваа љубов кон мене. Значи, прв и единствен фактор е тоа околината во која што пораснав и која што на некој начин ми го наметна фудбалот. Меѓутоа, благодарна сум на околината што ми го наметна, затоа што многу лесно и многу брзо се влюбив во оваа магична игра, да речам, и од тогаш па натака обстојува таа љубов. Како започна твоите почетоци во женскиот фудбалски клуб Респект? Нели, започната си од сезоната 2011-2012. Како течеше целата атмосфера со останатите девојки, односот со тренерот и какви успеси имате на тоа поле? Атмосферата во женскиот фудбалски клуб Респект беше навистина убава. Бев обкружена со девојки кои што ја сакаат играта и вложуваа многу за да успеат во неа. Исто така бевме предводени од еден навистина добар тренер и пред се добар човек кој што се обидуваше на секој начин да го доближи фудбалот до нас и вложуваше многу во тоа да не научи на сите најспецифични можни техники на оваа игра. И не забележавме некои, не знам, енормни успеси, меѓутоа самото тоа што бевме сложни како тим и знаевме како да се избориме после секој пораз, ни представуваше успех за нас. Да се навратиме на тоа што ни е тема за муабет, а тоа е работата како фудбалски судија. Како започна целата соработка со Фудбалската федерација на Македонија и од каде идејата да се стане фудбалски судија? Што те мотивираше? Идејата дојде сосем случајно. Тоа беше на мојот последен надпревар за тимот на Никола Карев, мал фудбал играв тогаш, за училиштето во кое што се школував. Беше последен надпревар и со самото тоа значеше раскрстување на помеѓу мене и професионалниот фудбал. Меѓутоа знаев дека тука не е крајот, јас сакам да продолжам да се занимавам со ова. Иако после имав уште неколку настапи за женскиот фудбалски клуб Единство, и така ги погледнав сосем случајно судиите и ми дојде од никаде идејата да јас можам да бидам фудбалски судија. Ги прашав, ми информираа како оди процедурата и од тој ден почнав активно да се занимавам со таа професија после одредена обука. Како тече таа една цела подготовка за да се добие лиценца за фудбалски судија? Претпоставувам дека се потребни поголем број на физички способности, на психолошко поле. Како тече тој еден цел процес за да се здобие таа лиценца? Секој кој што нели пројавува интерес за да стане судија посетува семинар за судии на кој што се учат 17 правила на фудбалска игра. По посетувањето на семинарот се здобива со лиценца, привремена лиценца, која што по одреден период и по одредено искуство преминува во постојана лиценца со која што може да суди во општинските и во младинските лиги. Понатаму, значи, постекнување на уште поголемо искуство и усовршување на физичките и психичките способности, се полагаат физички тестови и тестови на знаење, со што со самото полагање, ако ги положиме и откако ги положиме, нели се стекнуваме со лиценца со која што можеме да судиме во третата лига. Од тука доаѓаат се погорните лиги, се по-строги, да речам, полагања и поминување на контролни надпревари, па се до републичките лиценци и FIFA и UEFA лиценците. Кажи ми за искуството на твојот прв досаден надпревар. Кога беше тоа? Тоа беше пред 2,5 години, мислам дека во општинска лига беше моето прво искуство, надпреварот помеѓу екипата на Скупи и Лепенец. Беше едно навистина интересно дерби, за кое што не можам да кажам дека беше
убаво искуство, но ме научи многу, ме научи на тоа што се може да ме очекува понатаму во оваа професија и во тој момент решив дека сум подготвена да поднесам се и дека ќе истраам и ќе се занимавам со тоа. Дали имаш некаква интересна случка при некое судење, не знам, дофрлување од страна на публиката, незгоди со некој од играчите? Секогаш има, значи, незадоволна публика, незадоволни играчи, меѓутоа успевам да се сносам добро со нив, да ги игнорирам понекогаш, затоа што тоа е потребно, нели, да игнорираме публиката и да ги избегнувам таквите коментари, да не ме демотивираат, но затоа има и позитивни коментари, многу често, значи, се слушам такви и тие ме мотивираат уште повеќе. Како студент по новинарство на правниот факултет Јустинијан I, имам едно прашање за тебе, дали поврзано со медиумите и со фудбалот. Дали сметаш дека женскиот фудбал е доволно застапен во медиумите во Македонија? Дали доволно се информираат? Не, можам слободно да кажам дека воопшто не е медиумски експониран нашиот женски фудбал, иако сметам дека тоа е многу погрешно, затоа што нашите девојки заслужуваат да бидат медиумски експонирани и со самото тоа што ќе бидат застапени во медиумите, ќе бидат и мотивирани да ни донесуваат, да ни носат поголеми успеси. Исто така покажува и фактот дека актуелно, значи, се одвива светското првенство за женски фудбал, Канада 2015 и немам прочитано ниту еден единствен прилог или вести за ова првенство во нашата држава. Меѓутоа можам да кажам дека општо и генерално за женскиот фудбал во рамките на Македонија почнуваат да посветуваат повеќе внимание порталите, кои што се, нели, современата алатка за брзо информирање и тоа мислам дека малку го експонира фудбалот медиумски. Каков е твојот став во врска со стереотипите што преовладуваат во нашето општество? Дали тоа е еден фактор кој што влијае врз тоа да се прати женскиот фудбал, нели, кај фудбалските фанатици тука во Македонија? Па да, влијае на одреден начин, затоа што стереотипите се пренесуваат од човек на човек и тука се создава еден огромен стереотип кој што создава една барикада и не дозволува духот на женскиот фудбал да продре до луѓето кои што би го разбрале и кои што го разбираат. И влијае многу на тоа што не се запознаени луѓето со женскиот фудбал доволно. Што би одбрала, фудбал или новинарство? Тешко прашање на вистина. Во моментов, не знам, на исти ми се страстите и кон фудбалот и кон новинарството, ќе оставам времето да покаже кој ќе го изберам ете за професија, кој е за хоби и обратно. Бидејќи спомнавте дека потекнувате од семејство кои што биле блиски и се занимавале со фудбал, кој фудбалски тим те изградил и направил да го засакаш фудбалот и дали би можела да избереш некој одмилен фудбалер, па и фудбалерка? Семејството, значи фамилиарно сите навивавме за Милан. Јас израснав со Милан. Меѓутоа, како повеќе се запознав со фудбалот, фаворити ми станаа Манчестер Юнајтед и нивниот незаменлив и мој актуелен омилен играч Давид Де Геа. Додека пак од женската страна можам да ги наведам Алекс Морган, Хоуп Соло, која што е исто така голман, голманите ми се омилени и секако нашата незаменлива Наташа Андонова. Како се замислуваш за 10 години? Уште едно тешко прашање, за 10 години не знам, не можам да кажам како се замислувам. Се замислувам за еден ден, за една година, меѓутоа за 10 не би можела да кажам, предпоставувам како успешен судија, новинар истовремено, задоволен од својот живот и околината. И за крај, за сите оние што го пратат порталот Позитив МК, што за тебе представува позитив во животот? Позитив во животот? Не знам, позитив ми се насмевките на најблиските. Позитив ми е секое ново утро, животот ми е позитив воопшто. И секако позитив ми е фудбалот. Ти благодарам за одвоеното време, ти посакувам успешна кариера како на образовна, така и на поле на фудбалот и ти посакувам пријатен ден. Благодарам.